Здраво, другари, здраво, криптореволуција. Вашата омилена тема Star Atlas. Ово видео ќе ве шокира, другари, денеска, брат. У Македонија кога ќе дојдам да составам компјутерче, очекувам оваа графика да извадам и тогава ќе стримам, поинтересно ќе е. Замислете си, гледа како пука. А мојот Тетрис, братче, со камења може да фрлам, али подобри се. Подобри е, направија некој апдейт, стабилизира се нешто, се повеќе и повеќе може да пукам добро. Качив многу левели веќе, уклучив многу работи и едва чекам оваа графика у Македонија да ја извадам, братче. Али шо е мобето? Денеска ќе ви шокира видеото. Мобето е, другари, гледајте сега. Пајо отклучи Epic. Значи од Epic си го веќе две круг карт отклучи 10 херои, 10 екипаж веќе има, или 10 херои веќе има освоено. Сега оде да отвори на Legendary, гледаш на пола е на Legendary. Замислете си, после Пајо се боре за гледаш оне UMG, United Macedonian Gaming Пајо. После се боре, замисли си, за аномалија. Ово е, тука е колку има, 4129 има инк. Значи, после се боре, замислете си, за аномалија. Гледајте ја цената на аномалија, другари. $4120, $4300 и $6505. И пази, само 3 се продават на маркето. Од Human. Само 3 аномалии. На Паја може му се падне устор. Последната устор беше $10,000, $15,000 и $20,000. Они беше $6,000, $10,000 и $20,000. Зависи нели аномалии плюс колку има и други таму унатре атрибути. Замислете си, Пајо е уигра, еве најлошата варијанта да е за $4120, другари. Замислете си, не знам дали ќе го продаде, дали ќе играе, пошто тај аномалијата дава многу, кажи го, бонус ХП. Така да, другари, ќе видиме Пајо дали ќе биде првиот македонец, а и првиот од овие што е освоил. Ја друг не сум видел да е освоил аномалија до сега, не сум видел видео, може да има, ама не сум видел. Така да, другари, Пајо е сега за се од македонците навики има отклучено. Значи, едва чекам да отклуче аномалија. Ќе има баги играње за аномалија да се отклучи, али ќе биде интересно. Ајде, фаќавам со прозивањето. А другото поинтересно е, другари, шо никој не ќе да играете, гледајте шо вика Jesus A.K. китката. Значи, еден инк го смета на 24 атлас кога е. Еве, моментално, да видиме, мислам дека некој беше ставил на 22, не, на 20 е паднано, така ли. 23, тоа е малку, така ли, нема многу луѓе што го продаваат инко. Еве китката што е пресметала, A.K. Jesus мој ник не има на ово играе. Значи, еден инк, 24 атлас го смета во моментот кога го е видел. Значи, он има направено 7000 инк. Тоа е 168,000 атлас, така ли? 15,000 атлас на моменталната цена е $8, на all time low. Значи атлас се падна многу за тоа што овие каснат еден месец со Zink airdropо, тоест нели 3 месеци кажал дека ќе го заклучуваме, ќе играеме, ќе геймаме за Zink airdrop. Не сум пил. Не се јадов и тоа е нормално да ми се спие. Сака телото да си прилегне да одморе. Али каснат, затоа цената е толку ниска на Атлас и на графичката е при крај. На Атлас и на ово е многу ниско. Многу раче ниско. Али другари, значи он има 168,000, да речеме 168,000 Атлас делено на 15,000 е 89. Не чекамо како е пресметал.
Чекай малку. Чекай, другари, Джизусо ме сбрка, викав, ја да пресметам, пошо он е пишал 15.000 и ме сбрка, значи се вкупно е, еве, овака, ја овака го сметам, за тоа се сбркав, еве, чекай, он има направено 7.000 инк, така ли? Да ги продаде по 24, еден инк 24 атлас, е 168.000 атлас, така ли? 168.000 атлас, значи 168.000 атлас по на оваа цена, најниското all time, 000 55 95 е $93.99. Брат, од игра $93.99, значи он да, сега го сванав, значи 15.000 атлас е $8, 168.000 делено на 15, $89.6 он го е пресметал по пониска цена, значи $89,6 плюс 25 е еднакво на 114 за 15 дена. Значи за 15 дена Jesus, a.k.a. китката, a.k.a. Християн, е направил $114 од пуцачината на Стар Атлас и не верувам да е играл многу трки и нешто од трки има играено. Луѓе, за 15 дена $114. Сега отија дабл инк уклучен. Другари, вие у Македонија, ја ако не се лажам, взимате 450 евро плата, брат, 30 дена да се утепате на работа. 13 дена, секој ден по 3-4 сати е играл, не е по 8 или 12 да речеме. 13 дена, секој ден по 3-4 сати активно играње и 2 дена по 10 сати просек, поради дуплата награда, поточно дупло инкс и experience. Значи, да бе, стварно, он е 2 дена, значи 2 дена е дабл XP. Сега, значи, брато е направил 100 и скоро $15 за 15 дена. Од пуцачината и плюс му се падна му се екипаж, чека да му дадат картата да видиме, нели, колку ќе вреди таа екипаж. Викам, моментално вредноста на еден инк е 24 атлас, но цената ќе се крева. Значи, пази, он не го е продадел инк. Ја го имам инк видено и на 63. Ајде да сметаме на 63. Така ли? То нема да го сметам атласу, затоа што ми треба да го пресметам само, чекай вака сега, 7000 инк по 63 атлас, 441.000, по 0.000, не може да го сметам 5, пошто беше друга цена, да речеме кога беше. Да ги тронаме дупи. Брат, ова е маусо новио, не можем да го пипнам ово сега. Колко е ова, брат, тук? Не е тоа. Значи 4.080. Ајде, 4.080. $352. Значи, ако успеал да го продаде на all time тука 63 еден го продаваше, па и не знам тие лудите што го купија, 62 или 63, тоа е, брат, $352. Значи, се зависи на која цена ќе го продаде инко. А сами си играта се развива, уште нема играчи на Sage Labs многу. Човече, леле, двај чекам си долу Македонија, дај там да го пратат октомври, чекай бе, што сум сега? Ноември, ја па со тај октомври. Ноември месец да си дојдам во Македонија, братче, да составам компјутер, да почнам да геймам, ово е веќе на дабл инк многу пари. Че моменталната вредност на еден инк е 24 атлас, но цената ќе се крева. Еден атлас е 0. Да, он го е сметал на 0.00405, ама китката ти кажам, a.k.a. Jesus, не се смета така. И овие бројки се сметат.
И овие бројки назад се сметат, се многу битни. Не се смета 5. Значи и таа бројка може да е 9, може да е 6. Значи една партија одиграна трае од 5 минути до 10 минути максимум, 8 минути и нешто е 9. Ама нели ако тај првиот направи там колку беше 20 и нешто убиства ако не се лажам и завршува играта, почнува нов меч. Добиваш еден инк на едно убиство, станува збор за пуцачината. Секој месец има викенд каде награди се дуплирани и секој месец ќе има излекување на 50 допитници награда од $15 до 300-500, се тоа ќе трае 6 месеци. Да, ќе има награди, ќе има и многу поголеми награди, бродовите што ќе ви се паднат не се знае, например. Например, ти играеш и треба да следеш исто и на Дискорд кога пуштат тикети, треба да го да идеш клейм косат срата тук. Брат, зашо никош не ми го дава бото, брат, одма? Брат, зашо ми го тръга? Шурат стафя. Сола Queen бот, зашо не ми го дава, брат? Тука, брат, да ми стое. Кога ми е стајан, брат. Не знам, тај мојот Дискорд е, другари. Мојот Дискорд е, не знам што да ви кажам, брат. Мојот Дискорд е легендарен, брат. Мојот Дискорд е... Брат, 10 пати го ставам тука, брат. 10 пати го ставам и 10 пати треба да опрашам па што е работа. 10 пати го ставам, брат, тај бот и 10 пати го нема тај бот. Не знам. Значи тео ја, другари, видовте сега тука бот и тука гледате имате set wallet, check balance, чека баш да видиме еве колку имам на тикети да видиме. Имам 954 тикети и фактички гледате тука наградите се тие 5000. Опа. Ќе видиме што ќе ми извлечат. А другото е daily check-in. Гледате што пишувате. Извичник и GM. Чекај, ја денеска супер. Не сум го клемнал дека извичнико. Извичник GM и еве ќе ми даде еден тикет. Значи на ден GM Good morning и тоа е. Чекај да видиме дека беме тука кај овоа. Тука шо е? Да. Jesus е земал Христијан a.k.a. Китката. Брат, Jesus никнейм, Китката е му е сигурно, кажи го, прекар, Христијан се вика, брат. И после викате, ја не сум помтил имиња, а брат, еден наш геймер има 50 имиња, што се вика. Значи, Китката гледаше освоил. Освоил е Rare 5, значи комада, ќе видиме, треба да му ги пратат, па ја му покажа како треба да пише да му ги пратат. И тука е фактички $25 плюс земал у Крупак. Брат, одигра е земал $25, Крупак и е направил до сега $114, скоро $115, брат. Па брат, друга крипто игра, утре са бајле. Гала, ништо немам направено, Луио, ништо немам направено, Big Time, ништо немам направено. Добро, на Big Time ми се падна тамо един печка за печење, печка за провење на оружје, Forge, како беше тоа. Ама не сум ја продадел, многу падна и не знам, беше $50, не знам сега колку пари вреде. Значи, другари, Axie Infinity и овој едино што има направено пари, што има освоено, ама вие треба да стигнете топ там 10 за да освоите некоја награда. А ово гледа, играе, тепа се и $114. Па другари, добре, Пајо ќе видиме колку е направил. Пајо, кој е? Чекай, Дакотата. Дакотата мора да го пофалам. Дакотата е многу јак играч. Прво упадна и не тепаш и ја викам, брат, ова е македонец ли е, шо ли е, брат, леле, глед кој играе. На Counter Strike, како што са ме нервирале на еден мој роднина децата, брат, тока е бе, брат, хедшот маа, и сите се чудевме како
поздрав до Мирче, како тепа, а они братче дома имале, мислам они има интернет кафе, ама и дома од мали играја, нон-стоп, значи дреме играја, човече тепа некако говеда не тепа, брат, ние стари магариња, Counter Strike не теп, никој не кеше да сите сака од кај нив да играе. Никој не кеше да играе против нив. Не се сеќавам колку годинки си били. Многу мали беа, брат. Многу, јас се сеќавам се, не седеа на столу, туку стоеја, брат, ставевме и стол да стојат или ќе стоеше до масата за да играе, брат. Значи не може, ако седне не може да играе на Мирче децата. Кој легенди се треба да ги запознава Македонија, сега се веќе пораснати. Забрев како се вика. Тео беше едениот, другиот го забрев како се викаше. Значи Дакотата живците ни ги ваде, значи упаѓаме, викаме тепаме ги сите други и тете го Дакотата улава и не пере како такво. Значи завртеш се, брат, гледаш нема ништо, само што кренеш тете го Дакотата ти е позаете, брат. Тепам двајца на малку енергија, доваѓа Дакотата ми ги убива двајцата и ми убива и мене, брат. На мојот Тетрис. Едвај чекам да земам компјутер, брат, и да се тепам со Дакотата. Ама денеска за прв пат или за втор пат беше ми попушти. Значи, остави што е нелегално да го тепам со снайпер, за да земам гендлинган и да почнам да тепам. Оти, брат, стварно, значи, толку ми дилеј ми прави се живо, што, брат, ја мислам дека го пукам, он више отидел, не Дакотата, било кој играч. Значи, толку ми касне, брат, толку во шпорето ми лагира, што единствено што не сам го фрлил во шпоре, тоа $4000 што сум купил, остај, тоа више не вреди. Единствено што не сам го купил заради тоа што имам овакво, кажи го, Sage Labs ми е уклучена. Значи, да не мислите дека лажам. Фармам на овој Staking Rewards, зимам на Sage Labs. Значи, флотата ми работи. И иначе до сега ќе го фрв. У живото не сум скршил глупче, у живото не сум скршил тастатура, ама брат, шокет ми овај компјутер ако ја играам и толку пари додов за него и се не го бива. Че лаптопо, никош да не купувате лаптоп. Значи, Дакотата ме напуни такви нервози, братче, ама добре, полека почува од кај нас да играе. Он како да не мразе, он е од античките македонци, изгледа ние сме они од северна, брат, и само не плеска. Али, и он погрешка продаде Инко, ама не го е погрешка ствари продадел, јако што разбрав што е пишал, он го е купил поевтино, а го продаде поскапо, ако што го разбрав. Он гледа што е пишал, игра 2 месеци, другари. Просек на ден по 2-3 сати. Заработено 15.000 атлас, исто е пишал $8. Еден силвер 5 круг карт $24, еден голд круг карт пак $34 е освоил. Прва тура на заработен инк, 1900 инк, продадени за, те пишале за 25 атлас ич, на цена, он го е продал, гледатели, на 4.088 тука. $40, брат, машалла. Втора тура инк заработени, 6820 на волет. 3000 фактички атлас, стар атлас, луѓе, чека да позирам, земам вода и суши ми сустата. Другари, јас се извинјавам, ама морав да земам. А тоа можам да го контролирам програмата со пауза, мауза, да не се гледам, а подобре да го гледам. 2 пати така 2 видеа се зафркнав, така да има опции да се наместе OBS студиото, да го паузирам без да се гледа ово, ама подобре да го надам. Оти викам 2 минути, значка бев 2 видеа бев бромблал по 30 минути на ветер. Значи чекай, што е напишал? Прва тура на заработен инк, тоа го $40, втора 3500, ингейм вкупно 10.320 инк има Дакотата. Доколку се, чекай малку само, Дакотата, тука не ли беше нешто пишал? Тука нешто е пишал, ама не може да го разберам. Иначе Дакотата, кој се викаше Дакотата, бе? Даријан нешто се викаше, Колевски, Крстевски. Даријан Колевски или не знам како беше Дакотата, како се викаше. Даријан мислам дека беше. Не може да сите да запомнам имијата. Ама во Македонија ќе ги напише мајчки и ќе ги знам. Значи, чекај, дистили, доколку се продаде моментално за 24 атлас ич по цена од 0.005 би имал па него и он пресметал. Значи Дакота
Петката не може да биде само петката. Мора да има още бройки назад. И тази бройка е битна, запомнете. Не е само петка. Значи, преска, гледаш, беше деветка, осмица. Значи, повече. Айде да речем, би имал 125 плюс 8 плюс 24 плюс 34 плюс 40. То е овия. Тук ще ги доларите. $231 да кота вземал за 2 месеца, брат. И пази по колко време играе. Добър играч е, добра графичка има. Само ще да го научим да не нервира от... Проблема е Дакотата е оключен на Дискорд. Моментално кажак си вземе яки слушалки. И не сме у комуникация, брат. Не сме у комуникация. Ту е оключен на Дискорд, ту не е. И не знае кога ще оправяме, дали ги ловиме другите играчи. Другите играчи па носно плачат на Дискорд. Ако се погодим. От ние управично, ако македонците се появяме на играта заедно, значи ние първо, ако видиме, я, например, посебно, първо по другите пукам. Па после по нашите се завъртам да пукам, а они се жалят на Дискорд нон-стоп, ама това е. Значи, другари, Дакотата, брат, ще има направено за 2 месеци $231. Епа, чекай, не ги е продадел. $231 има направено от Star Atlas, другари. И вие от Counter-Strike колко направите? Вие гледам изчурея тамока милиарди долари у скинови. Тука, братче, у наш волец е, брат. Ово си е тук, гледате ли го? Стоя заключено, брат. Тежка работа, нека да го собере. Значи, но доколко го продадам инкод по 25 латла сич, на цена от 0.0088, ама гледаш тук двете осмици ги е ставил, би имал 227 плюс 8 плюс 24 плюс 3 плюс 4, $333 за 2 месеца, човеци. Значи Дакотата за 2 месеци $333. Пайо мислям дека по-добре беа пишале. Пайо има 9500 инк. Има добиено от турнир Платиниум пак има, Голд пак има, 3000 Атлас има, 30 000 Атлас оствари има и милион фюел и милион фуд. Пайо има около, да речеме, $400, брат, направено. Значи, гледай, Пайо е най-стар у играта, да речеме, 400, Дакотата после некое време се оключи 333 и Jesus, a.k.a. китката Християн, е 100 и колко беше, 115, 116. И па другари, я имам 10 000 Атлас. Що сбором я бе Атлас? Нема, брат. Сега трябва да си логирам. Чекай малко. Машала, другари, я имам... Ке ми се случи? Я имам 11200 Атлас, ама не ми се сити от игра. На мене от троя, да речем, 60%, не се секявам, сега трябва да имам, дали 60% може да ми се купени. Или 50%. Изпод 50 не си. Али айде да видим, Мама я ги вземав на много без пари дел, братче. Значи 11200 по 11200 по дека отиде, брат. 11200 по по 25 бе. 280 000 по 0 точка. Я тогава ги гледах в 88. $246 имам у портфолиото, другари, инк. Пази, 40% да ги речеме се от Комодоре. Со Тетрис успявам да направя. И другите ще разбирам сега. Овия ги дадея тук за 12, за 13, за 16, за 17, за 19. Не е моя грешка, брат. Тия играчи ще мисля дека ќе падне цената на инк, ще си продадея. 20 от наши играчи направия грешка, ама после си купия много повеќе, ама ония другите ще ми ги продея, не е моя кривица, брат. Тия другите геймери не ги знам кой бе. Продадея ми, напукав си го, ако имам па да видам на 12-13, пак си имам. И пази, овие ми се чисти $246. Тия пари не съм давал.
Ја шо играам, другари? Ја играам Sage Labs. Sage Labs шо ми прави, другари? Star Atlas. Така ли? Ја копам. У Америка струја тоа уопште не троши. И у Македонија тоа уопште не троши. Шо е финтата? Значи, тај Атлас ја копам многу. Ја копам многу копам, брат. Ја копам 7 милиона гориво фюел на ден. Значи, продавам ги на било која цена да ги продавам, ја исто како да ми е без пари. Значи, јас, ово е исто како у забрзана, дека не снаве, братче. Дека е, братче, не снаве, брат. Значи, у забрзана верзија, ја направив $246. Дел од игра, дел што знам како да истрейдам. Како да isflipам, ја трейд не е тоа. Како да го isflipам? Зашо викам isflipam? Затоа што Атлас што го копам од Sage Labs, го флипнав, купив инк и инко автоматски од 12 по еден инк, од 13, од 14 беше видел на 0.26 да речем. Разбирате ли? Значи ја натаму ако успеам да флипнам, можам да направам многу пари. Еве $246, скоро $245, $247 направив, другари, од играње пуцачина и од тоа што пратам и си ги запишувам цените, че да не покажам некој пасворд, цените што ги запишувам. Видовте ли, другари, дека тука има, значи пази, јас со флип и играње $246, китката дека беше 115, 114,6, Дакотата 333 и Пајо грубо пресметнано околу $400, брат. Значи четворица луѓе направи пари. Чекај, Борис не е пресметал, кој други играе? Мирче го нема, он сега возу со камионот прави луда пара, ама ќе дојде. Батомиро го нема доста време, значи он има направено, ако не се лажам, инк. Кој друг беше? Бојката е нов, не знам колку има направено. Кој беше друг нов играч? Брат, забрев името, не може да ја запомнам, и други двајца имаше нови играчи. Значи, другари, тоа е углавно, другари, значи, видеото треба да ве шокира. Ќе видим и сега дали нема да го гледате. Кој ќе напишеме еден добар наслов, братче. Значи, другари, пак ќе ви пуштам ово, другари, ово е... Глед графика, брат, са треба компјутерче, ама ќе си купите Star Atlas DAO, во DAO Polis ќе си купите, прво ќе почнете на шпора компјутер, ќе си купите DAO Polis, ќе си играете за инк, ќе си правите парички, со тај инк можете и одма да го продавате, ќе си купите DAO Polis, ќе литне цената на DAO Polis, другарченца, и ќе си купите уште појак компјутер, другари, и ќе се борете дури за појаки награди. Имате тикети со бродови, со чуда, $5,000, 35,000 се вкупно, тука 30,000 прайс, 1000 прайс пул, значи, другари, играта се развива и, брат, имаме нов амбасадор, KG иначе е типо што скоро нема игра што не е играла и мислам дека е мултимилионер. И сега он е нови амбасадор, така да, другари, оваа игра сме уште на почеток, уште избагирани оружја има, уште избагирани снайпери, нишани, уште може да се заглавете у самите дзидови, знаат и да лагират и, кажи го, и серверите, али тоа не е битно, брат. Битно ние правиме инк. Ние ја тестираме играта, они не плаќат нас инк, ние инко бираш да го продаваш одма или да го чуваш, да ризикуваш, или да го флипнеш за DAO Polis, или да го флипнеш за... DAO Polis е најисплатливо, може да го флипнеш и за Атлас, може да го чуваш у Атлас. Тоа уште не е... Гледаш колко е ниско. 0.20 е било. И повеќе. Ово, другари, уште е ниско. Гледаш, минимално е било 11. А да не збореме all time high, 19. А на другите берзи $25. Другари, збирајте акъл. Сега ви го постирам видеото со многу јак наслов, да се надевам дека ќе научите нешто. Од Star Atlas моментално четворица луѓе направивме пари. Другите уште не се пресметале. Кога ќе гледат видеото ќе ги кажам да пресметат, па ќе ви снимам друго видео ако има некој повеќе направено. Ако не, чисто ќе ги спомнам во следното видео. Чао, другари, седнете каков е да е компјутеро, лоу резолуција, ќе ни пишете, ќе ви додадеме на Discord и упаѓаме да играеме секој ден. Додека луѓе американците не сте дознале да качите појаки левели,
да отклучите поеки оружје, да отклучите поеки чизми, да отклучите поеки армори и чуда и да се плескаме, брат. Пуцачи на еднината, другари. А не тамо други глупости. Чао.